Нафтени султани од Пласница, таткото Исмаил Пратеник, чичкото Алија, градоначалник, а младиот Асмир Јаховски, најголем снабдувач со нафта за државата во владењето на СДСМ и ДУИ, Пуцко Петрол важеше за еден од омилените тендер партнери на претходната владина гарнитура. Нафтената компанија, чиј собственик сега е меѓу осомничените за криминал тежок, речиси 170 милиони евра за набавките со мазут, изминативе 5 години склучила вкупно 1776 договори за јавна набавка во вкупен износ од 137 милиони евра. За овие сделки и за можните криминални злоупотреби на државни пари, ТВ Алфа пишуваше и предупредуваше изминативе години и антикорупционерите и експертите и јавноста реагираа за матните сделки, но тоа не ја спречуваше компанијата да добива бројни тендери од претходната власт. Уште пред 3 години познавачите пред нашата камера говореа дека тоа е класичен судир на интереси и тргување со влијание. Најчесто судирот на интереси го гледаме во постапките за јавни набавки и ние постојано зборуваме дека за време на избори, кој ќе обезбеди поддршка и ќе добие на изборите, може да смета на тоа дека понатаму ќе има добар бизнис, односно ќе може да работи со тендери. И тоа правило ниту еднаш не било непотврдено. Кој и да дојде на власт, секогаш истото се случува. И на ниво на општини, на ниво на институции, и на ниво на повисоко ниво во политиката, поготово кога зборуваме сега за енергијата. Низ текот на годините од една бензинска во Кичевска Пласница со само еден вработен, Пуцко Петрол стана еден од водечките гиганти во нафтениот бизнис во Македонија со семејно бизнис политичките врски, но оваа компанија минативе години се занимава и антикорупционерите. Конкретно се што се однесува во предметот ќе биде соопштено, кај нас општо во Македонија имаме повеќе проблем со влијание отколку со судирни интереси. Значи, влијание може да има и кај што нема судирни интереси, а влијанието да постои. Тоа е факт. Пуцко Петрол сега е во центарот на големиот скандал поради сомнежи за криминал од речиси 170 милиони евра. Асмир Јаховски наместо во шутка заврши во куќен притвор како еден од осомничените за перење пари и злоупотреба на службената положба.